Јас сум Мифтар Севин, имам 23 години, имам 3 деца, жена, живеам по шатори, по бараци. Цел живот сум тако по моите 10 години. Идам по шишина, по контейнери, собирам хартија, собирам шишина за едно парче леп. Ваков живот е тежок многу. Да го живее некој друг оваа живот нема да го живее. Како што живееме ние, тука овие сите фамилии, 50 фамилии сме тука без куќи, без ништо сме. Цел живот сме по шатори. Зимоска, летоска, врне, не врне, ние сме тука. Нема кај да одиме. Со наши деца, со наши фамилии кај да одиме. Нема каде. Тоа е. Значи, рециклирањето во Македонија се случува главно врз грбот на неформалните собирачи на отпад, а другиот дел паѓа на бизнис секторот кој што дел од тие суровини нормално прави бизнис на нив. Неформалниот сектор учествува со 80 до 85% од целокупните количини на соодбран отпад од пакување, што значи дека формалниот систем се покажува како неефикасен, неефективен и се уште главно се темели врз работата на неформалните собирачи, кои што на крајот го добиваат само трошките и представуваат една тешка социјална категорија во Македонија, односно маргинализирани граѓани. Севин, имаш брат 132 кила. Добро. Пута 3. Колку доаѓа? 4. Не, 3. 3 дена? Кај дигитумче имаш? Немам. 100 кила ти доаѓа 300 денари. Тука имаш 30 кила пута 3. 390. 400 денари. 400 дена. 3 дена се мучив за 400 дена. Што го правиме, брат? Тоа е животот, ај. Ја фрле дената. За цена они ни даваат цена, што доаѓа да ја купат. Хартијата е 2,5-3 денар, шишината 200-220, цела вреќа.
Има 180 денари доаѓа да ги зема, вика паднаа цените. Добро, мора да ги даш заради децава да земаш некој парче или памперси, млеко. Граѓаните имаат законска обврска да го селектираат отпадот и да го отстранат во соодветен контејнер. Тој отпад селектиран му припаѓа на комуналното предпријатие и тој има обврска понатаму да го предаде на рециклаторите. Никако не смее да заврши на локалните депонии. Меѓутоа проблем е што се уништуваат навистина неформалните собирачи, сакајќи да дојдат до што повеќе суровина. Факт е дека прават и штета на еден систем кој што навистина се вложуваат средства. Тие средства се собираат врз основа на овој закон за пакување и отпад од пакување, значи самите производители и на крајот на денот самите граѓани го плаќаат тоа, бидејќи секако е вкалкулирано во цената на секој производ, она што се плаќа како некој си еколошки данок или еколошка такса, која што е потребна за да можете вие да ја воспоставите таа инфраструктура. Мора некако да најдеме начин да го решиме проблемот со неформалните собирачи. Ние сакаме да ги вклучиме тие неформални собирачи во системот за управување со отпад, дали во примарна селекција додат по домови, секој во свој район, дали во секундарна кај што ќе го доселектираат и балираат отпадот што го собрале. Сметаме дека со материјалот што го собираат тие неформални собирачи, самата вредност негова, ако му се додаде плюс вредност со некоја доработка, може да зема просечна плата во Македонија, значи не некоја мала плата, туку најмалку просечна плата во Македонија и да бидат пензиски, здравствено осигурани. Бидејќи се покажа со новите европски студии дека на 10.000 тони отпад, а ако имаме предвид дека во Македонија комунален отпад се создава околу 700.000, се отвораат околу 280 работни места, можете да видите колку имаме дополнителен капацитет ние за отворање на нови работни места во Македонија. Ќе одам ке работам, ако има некоја работа за работување, јас сум прв. Што можам да работам. И не одбијам у ВЦ да места и да работам, ја ќе работам за моите деца. Навистина е потребно да се работи на едукација на граѓаните, на подигнување на свесноста за важноста за управувањето со отпадот. Меѓутоа, од друга страна, и оние кои што се свесни граѓани и доколку селектираат, немаат можност да се ослободат од тој отпад. Значи, државата може да направи две работи. Едната е да им овозможи на граѓаните на систем, на инфраструктура каде што ќе може да го селектираат нивниот отпад, а другото е да ги имплементира постојните законски прописи кои наложуваат граѓаните да го селектираат отпадот. Но за сега на сите им одговара оваа ситуација очигледно, каде што ниту има инфраструктура, а од друга страна тоа значи дека граѓаните не мора да го селектираат отпадот. Да се направи такво чувство кај граѓаните да му биде буквално непријатно шубе што се вика на граѓанинот да го фрли шишето или пластичното шише, стакленото шише во контејнер за општо ѓубре што ќе заврши на депонија, туку да побара најблиску каде има канта и тоа да заврши на рециклирање. Значи такво чувство да постигнете како што да речеме веќе грото луѓе имаат навика за мење заби навечер, раце и така, да стане навика селекцијата, не да стане нешто што го правите за да добиете некаков бенефит, да очекувате денарче да ви се вратили така. Буквално да сватите дека тоа е за општ бенефит и за ваше добро. И дека со мал напор може да придонесете за нешто поголемо.